Цивил медија. Ви благодарам на презентацијата му, квалитетна презентација, мислам и добро е да се знае дека постои ваква можност за мерење на воздух. Да, во право сте. Додека не измериш, не можеш ни да управуваш со нешто. Тоа е просто математика. Рековте дека се тоа околу 2-2.500 евра, не знам точно цена. Дали овие станици се мобилни? И дали треба да се баждарени за да може нашата инспекција, значи, да делува? Бидејќи тие се некои закони наши што мора да ги... Прашање. Одлично прашање, пропуштив да кажам во целата лавина на информации. Прво, станиците не се мобилни, тие ќе бидат монтирани на соодветни места. Ние работиме веќе со пилот општините, на кои места е најпогодно да се постават тие станици. Тие станици се во специјално конструирани кутии, кои што се непропусни за воздух и за вода, ти бидат монтирани на можда бандера, но најверојатно и на места. Имаме компании кои што се општествено одговорни, една од нив е Тинекс, друга е Макпетрол, Лукойл и така натаму, каде што исто така општински имоти, згради, училишта, градинки и така натаму, каде што ќе може да бидат поставени тие станици, бидејќи тие мора да бидат на релативно ниска позиција за да ја мерат загадувањето таму кај што го дишеме. Не ни вреди на врвна зграда да мери загадување. Значи, не се мобилни, тие се таму. Инаку, во самиот проект веќе имаме 4 веќе признаени intellectual property патенти, кои што сега се во процеси на регистрирање во Брисел. Во Брисел како центар на Европска Унија и на цела Европа за интелектуална собственост, во Македонија се веќе регистрирани. Што се однесува до калибрирањето, прво, сите сензори кои ги користиме доаѓаат прекалибрирани затоа што имаат така наречена CE маркица, кој знае, не е битно. Значи, тоа докажува дека декларациите на производителот се прифатени во Европска Унија како валидни. Но, ние нема да застанеме таму, бидејќи веќе и во домашните институции имаме и соработка со Универзитетот од Фиренца, каде што има некаков сличен проект, кој што ќе ни служи за крос-референца на калибрирањето на уредите. Така што многу внимание, ние сме во процес на воспоставување на собствена лабораторија за калибрирање и ќе имаме калибрациони станици и тие уреди, значи оваа цена што ја спомнав е цена на уред, но тука идејата е тоа да биде одржлив проект. Тоа значи да трае 10 години, не знам, 100 години. Тоа значи дека уредите ќе треба бидат одржувани, чистени. Они мерат воздух, тоа значи дека таа прашина поминува ни сензор, таа прашина ќе остане во сензорот, мора да се чисти, тоа што не се прави на сегашните. Значи, ние го имаме тој план. Второ, ние воспоставуваме цела мрежа од околу 250 базни станици за комуникација, значи, базни станици аналогни на оние кои што телекомиве ги имаат, само се овие на друга, подототите. Се користи фреквенција која што е дозволена, имаме дозвола од Агенција за комуникации, не дозвола, туку, бидејќи нема дозвола, затоа не треба дозвола, отворен е бандот. Ете тоа, значи, техничките детали се опфатени сите, апсолутно не е битно да имаме доказ за валидност, за калибрираност на уредите, бидејќи ние, но, постои уште едно, бидејќи се работи за многу уреди, кои што истовремено на релативно мала, замислете во општина Аеродром, да има 30 уреди, 40. Секој ако некој уред почне ератично да прави грешки, од различни причини, може и самиот уред да не работи, може, како беше, ФАП камион да помине, да му фрли прашина во него и така натаму. Затоа ние имаме специјални,
професорите со кои соработуваме во Финки рекоа, овде има 3 доктората во целата теорија на обработка на податоците. Значи, ние, бидејќи имаме толку многу точки, ќе можеме да ги видиме оние кои што ератично се однесуваат и статистички да ги тргнеме и да ни пријави во централнината. Ние имаме, иначе имаме централен мониторинг сала, каде што тоа 24 часа ќе се мониторира и ќе се гледа и така натаму. Имаме сервисна служба, 4 испостави, значи уопште не е мал проектот и ќе се грижиме максимално уредите да бидат точни. Инаку имате на масата таму зад, кој сака има неколку брошурки ако ви е интересно. Исто така ги повикувам сите и граѓански организации, еве од ето господин, да соработуваме. Ние сме апсолутно заинтересирани. Затоа што сметаме дека ако граѓаните се оние кои што треба да го валидираат проектот и да му веруваат, и да рече да, ја верувам на овој проект, затоа што податоците се точни. Па ќе кажем, ова е предпремиера, ќе биде по низ медиумите, за да можеме подобро да го објасниме проектот, ама соработка со МВО е секогаш добро дојде. Civil Media